Во присуство на директорот на Агенцијата за млади и спорт Наумче Мојсовски, градоначалникот на општината Пробиштип Драган Анастасов, голем број спортисти, тренери, спортски работници, представници од спортските клубови и останати граѓани во петокот во просториите на Домот на културата, а во организација на општината Пробиштип по четврти пат се одржа манифестацијата Избираме спортист и спортска екипа на годината. Појаснување за тоа како дојде токму овие спортисти да бидат избрани како кандидати за спортист на годината и изборот на спортски клуб. На свечената манифестација појаснување даде раководителот на оделението за јавни дејности Ради Лиевски. Беа повикани представници на сите активни спортски клуба во општина Пробиштип и заедно во присуство на представник од општина Пробиштип дадоа предлози за можни добитници на оваа престижна награда. Од страна на спортските работници произлегоа предлози и во двете категории. Во категорија на најдобар спортист за 2022 година, во рамки на општина Пробиштип беа предложени 4 кандидати од спортските дисциплини фудбал, кошарка, карате и одбојка. Во категорија на најдобар спортист за 2022 година, надвор од општина Пробиштип, номинирани беа 5 кандидата во следните спортски дисциплини: фудбал, одбојка и кошарка. Сите предложени спортисти со нивните кратки биографии беа поставени на Facebook профилот на општина Пробиштип, каде сите наши граѓани имаа можност да гласаат. Откако гласањето на Facebook профилот заврши, спортистите согласно добиените лајкови добија одреден број на бодови, и тоа првопласираниот 10 бода, второпласираниот 7 и третопласираниот 5 бода. Се обративме до сите представници на спортските клубови, здруженија и сојузи на територија на општина Пробиштип и сите тие имаа можност поединечно да ги дадат своите бодови за предложените спортисти. Овде беа опфатени кошаркарски клуб Пробаскет, одбојкарски клуб Весна Пробиштип, фудбалски клуб Рудар 1947, Здружение на спортски риболовци Злетовица, Здружение на училишни спортски друштва Пробиштип и мотоклуб Црни Орли. Тие имаа можност да дадат по 5 бода за првопласираниот, 3 бода за второ и 1 бод за трето пласираниот според нивно мислење. Манифестацијата Избираме спортист на 2022 година, годинава со своето присуство, ја удостои директорот на Агенцијата за млади и спорт Наумче Мојсовски. Голема благодарност до општина Пробиштип која макортарно работи за спортот. Се надевам дека така и ќе продолжиме. Ја имате поддршката од Агенцијата за млади и спорт. Се надевам дека големите клубови кои беа на оваа општина, Рудар и сите останати кои ги памтиме, ќе ги вратиме на стапките кај што заслужуваат и се надевам дека овој избор ќе ги добие најдобрите спортисти, ќе го добијат најдобрите спортисти и уште еднаш голема благодарност до општина Пробиштип која се залага да нашиот спорт во Македонија го добие заслуженото место. Градоначалникот на општина Пробиштип Драган Анастасов во знак на добра соработка со Агенцијата за млади и спорт на директорот Наумче Мојсовски изрази благодарност и соодветно на денот му поклони една резбана кутија со ликот на Гаврил Лесновски, како спомен на оваа убава посета. Секоја година се трудиме да создаваме подобри услови, така и оваа година. Општината со 2.900.000 динари издвоени средства во програмата за спроведување на активностите на спортските друштва во општина Пробиштип ја поддржува и покажува како се дава поддршка за мотив и развој на спортот. Но не само одвојуваме средства за спортските колективи и спортисти, дополнително општината изминатава година вложи и во спортска инфраструктура. Со поддршка од Агенцијата за млади и спорт ја направивме атлетската патека на градскиот стадион. Се реконструираше игралиштето на спомен паркот Братство и единство. Подпишавме договор за изградба на спортско рекреативен центар во населба Калниште, кој ќе започне со реализација веќе од следниот месец. Исто така, да споменам дека сите постоечки спортски терени се влезени во програмата за 2021
Трета година за реконструкција со тартани, вештачка трева соодветна за потребите на секој терен за секој еден наш граѓанин. Сето ова ни дава за право да кажеме дека општината не само на хартија, туку реално вложува во спортот. А најдобар фидбек сте токму вие, драги спортисти. Продолжете и во иднина да редите успеси, вашата општина стои и ќе стои позади вас. Во категорија надежен спортист на општина Пробиштип за 2022 година беа прогласени Мелани Панова, кошарка, Матеј Трајчев, фудбал, Михаил Томев, карате и Филип Гоцев, фудбал, а за надежен спортски клуб беше прогласен рагби клубот Рудар. За најдобар спортски клуб за 2022 година беа прогласени клубовите Вадо Карате до Унија и одбојкарскиот клуб Весна Пробиштип, кој Пробиштип го направија Мошне горд со својот најголем успех. Одбојкарите го освоија првото место во државата. Убаво е чувството секогаш кога некој е прогласен за најдобар. Ова е едно признание за одбојкарскиот клуб, за еден поттик за младите, за сите нас спортски работници во клубот, за сите тренери, за целата администрација која што работи таму, да бидат поттикнати и понатака да работат и да постигнат уште поголеми успеси. Ова да го пресликаат и во сениорската категорија и во сите останати категории кои што надоаѓаат во иднина, кадетска и младинска категорија. Се надеваме на уште поголеми успеси. Мислам дека ова што за нас представува би требало да представува и за секој клуб кој напорно работи преку целата година и да се најде некој да ги вреднува тие резултати. За нас е голема чест и ќе се трудиме и оваа година да направиме не добри, него уште подобри резултати, што изискува еден навистина голем труд не само на тренинзи, туку и оние други активности кои што се вржани за самиот тренажен процес. Златна плакета за исклучителен придонес во развојот на спортот, афирмација и промоција на општината Пробиштип доби Глигор Велков, голе, кој не е веќе меѓу нас. Златна плакета добија и Димче Ѓоргиев и Панче Пановски, еден од најдобрите кошаркари во општината Пробиштип на сите времиња. А пак златна плакета за трајни вредности во спортот добија Ѓорги Вучков, атлетика, кој во 1971 година е избраниот прв спортист на општината Пробиштип, и Чедомир Саздовски, карате. Во моето 55 годишно битисување во карате спортот го поминав целиот свет. Добив многу признанија, меѓутоа, ова е моето најголемо. Ќе ми дозволите на мојата трема, меѓутоа во знак на благодарност и почит од името на Унијата на карате ветерани на Македонија, на градоначалникот Драган Анастасов, доделуваме карате плакета. Следното признание за општина Пробиштип го молам дали градоначалникот или представник на општината. Една посебна платинеска плакета и едно посебно признание за почитуваниот Чедо Петров, кој ја помага Унијата на карате ветерани. Молам, знам дека тој не е тука, дали има представник? Браво, Маријано. Ова е највисокото признание што едни каратисти можат некому да му доделат. Почесен црн пояс за Чедо Петров. Ти се надав, ти честитам. Следната благодарница за помош на карате спортот по Македонија оди на почитуваниот Цветан Гаврилов или Срешово Топче и статуетка каратист. Посебна благодарност за помош во реализација на проектот Карате во Македонија. Историјата него за која е во подготовка од моја страна дојде Петков.
Најдобар спортист за 2022 година кој се надпреварува надвор од општината Пробиштип е Теа Зарева. Чувството е неверојатно и мотивот мој беше со голема работа се постигнува све. И нека оваа награда биде стимул како и за мене, така и за младите спортисти за уште поголеми успеси и за напредок во спортот. Во категорија спортист кој се надпреварува во рамки на општината Пробиштип за 2022 година е избрана каратиската Бојана Пешовик. Ова го сметам за едно од моите најголеми успеси, воедно и во раченото признание од страна на великаните на Пробиштип и ветераните на карате. Се гордевам со себе и се надевам дека сите останати се гордеат со мене.